Добро вечер. Среда 16 јануари 21 часот и 11 минути, редовен термин за печат на неделата, емисија во која се обидуваме да ставиме некаков печат на нешто што општествено политички се случувало оваа недела. Вечерва имаме тема која што се уште се случува, се одвива, бидејќи денеска во парламентот влезе во процедура законот за антикорупција, така најпопуларно се нарекува, иначе за спречување на корупцијата и така натаму и така натаму. А за таа тема вечерва во студиото одлучив да викнам тројца мои колеги од невладиниот свет, со кои што се знаеме долги години, соработуваме и на оваа тема исто така долги години. Миша Поповиќ, кој е од Институтот за демократија. Миша, добар вечер. Ана Јаневска-Делева, која е од Транспарентност Македонија. Ана, здраво. И Џабир Делава од познатата Цивил. Ана и Миша, вие бевте дел од работната група од таа платформа која се направи за донесување на овој закон кој што потреа, бидејќи имаше разни перипетии, одлагања, менување на устави и така натаму, па дури не се знаеше ни дали и сега ќе успееме пред наредниви избори председателски да имаме. Ана, какво е искуството од работењето во тој процес инклузивен околу создавањето на овој закон? Така, значи работната група започна со работа од септември месец, меѓутоа самите подготовки почнаа уште летото. Работите се одвиваат доста брзо во текот на септември и на октомври. Јас и Миша бевме дел од невладиниот сектор, меѓутоа од како и членови на платформата. Со нас беше како член на работната група и Данче Даниловска од Фондацијата Отворено општество Македонија. Имаше експерти, имаше членови од Правда, имаше вработени во сегашната државна, мислам сегашниот состав од секретаријатот на антикорупцијската комисија. Работите се одвиваат доста коректно. Миша, на што се кршеа најмногу копија, на што најмногу се потроши време во дискусијата? Па добро, покрај, како што кажа Ана, покрај членови на секретаријатот, експертската група е битно да се спомене или исто така. Тоа беа Слагјана Тасева, Драган Малиновски и Вања Михајлова. Сите тројца бивши членови на државната комисија. Да, и тоа беше некака идеја. Околу што се кршеа копијата? Па би рекол дека во голема мера се кршеа копијата околу интерпретации на тоа како да се приде на, да кажам, познати законски решенија, а истовремено да се прилагодат на домашните услови. Значи како да се најде како да се нарече тоа заеднички именител? Да, или да речам она што го знаеме од туѓи закони, кои што да речам се релативно добри, меѓутоа преведувањето на правото не е само преведување на членовите и на ставовите, туку и прилагодување на домашните услови. И на пример памтам дека многу долго време се помина на дефиниции за тоа кои луѓе ќе бидат опфатени и кои пракси ќе бидат опфатени и како тоа ќе се наблюдува во смисла на тоа на крајот на денот како ќе дефинираме што всушност законот треба да опфати, што треба да гледа, што треба да истражува. На крај законот обедини два закони кои што претходно постоја, тоа е законот за антикорупција и законот за корупција и судирни интереси. Така, и судирни интереси, и тој сега во оваква обединета форма е на расправа во парламентот. Џабир, само уште малку затоа што се они тие кои што учествуваа во процесот. Суштинските промени се во што? Во составот на комисијата и начинот како се бираат луѓето? Во начинот како се бираат, не во составот. Тоа е еден од проблемите за кои што треба да зборуваме. Добро. Во финансирањето? Во финансирањето нема промени заради тоа што всушност не се обезбеди во ова законско решение финансиска независност на институцијата. Тоа е еден од проблемите кои барем граѓанскиот сектор вели дека може да биде проблем, бидејќи кога наводно кога некој те финансира може да врши влијание врз тебе. Но не се собра околу тоа доволно критична маса за да и тоа се промени. И во самата работна група имаше доста разговори околу тоа да се зголемат платите на самите комисионери, меѓутоа и на целиот секретаријат се зборуваше за дошта високи плати, зашто сметавме дека до некаде во ред има пари во буџетот и за да имате навистина една борба против корупцијата во една држава, треба сето тоа и да се финансира. Малце подобро од тоа што сега е, мислам дека сегашниот буџет им останува на $500.000 евра. Годишно. Џабир, ти беше прилично артикулиран на таа тема, дека имено, да, треба да има таму добра
да кажем, некаква подкованост? Всушност, во решението кое е сега законско во собранието и кое е на некој начин закочено од оваа и онаа причина, секако познати добро познати причини, има дискриминација меѓу членовите на комисијата, тие 7, кои требаше да бидат 5 и на кои се 7 под притисок на Али Ахмети. Секретаријатот останува на ниво на административни службеници. Што, ако го споредиме со новиот товар на обврски, ингеренции и одговорности на секретаријатот, е неправедно во поглед на, особено на зголемувањето на платите на овие што се членови на комисијата ќе бидат еднакви на пратениците. Председателот на комисијата ќе добива иста плата како и подпредседателот на собранието. Така што тоа се малку чудни начини на гледање на тежината на работата на двете категории. Добро, главното спретставување дека ако на тие административци се покачат нешто платите, дека потоа ќе се отвори проблем во другиот дел од администрацијата. Видете, се работи за ова. Значи, ако вие имате логика според која на секретаријатот му ги држите платите замрзнати, а им давате многу повеќе ингеренции, водат прекршачни постапки, одговараат на разни прашања по разни основи на разни институции и така натаму. Тие излегуваат од рамките на административни службеници, а ги држите таму за да не се побунат другите, како да речеме во финансиска полиција и така натаму. Логиката би требало да биде обратна. Треба да се цени трудот на луѓето, а ако сака да се заштеди на администрацијата во глобала треба да се намали и да се истфрлат сите оние што не одат на работа, зимаат. Како е сега во законот? Помина ова решение за зголемени плати или помина тоа решение, тој амандман помина 30%. Сега помина денеска? Да. Пред скоро време. Пред неколку часа тоа е завршена работа, 30% оди горе платата, конечно под притисок и на јавноста, би рекол. Како фактички додаток ќе биде, значи најдено. Значи тоа е неко соломонско решение. Иако тоа не е праведно повторно, значи треба да бидат работите решени јасно, системски да бидат решени за да можат луѓето достоинствено. Колку луѓе брои тој секретаријат Џабри? 22, иако според систематизација на таквото тело треба да има 51 вработен, што е многу интересно. Тоа тело во времето на Груевски има само 22 вработени. Човекот кој ја пумпаше администрацијата многу на сите можни сектори, од паркинг до собрание и така натаму, го задржал ова тело, оваа служба ја задржал толку мала, односно за помалку од половината од колку што било предвидено. Добро, ги видовме и резултати од таа политика. Имено, да. Добро, да ве прашам, затоа е битно да се дадат финансиска независност на клучни институции, меѓу кои ДКСК. Слушайте, тоа се виде дека добро влијаеше, да речеме, на примерот на СЕО. Така. Значи, вие ако сакате да имате аутпут, ако сакате да имате навистина на решителност, мора да има некаква независност и во политиката на наградувањето на луѓето, меѓу на крајот на краиштата тоа не е небитен мотив. Големо време се потроши околу тоа колку членови да брои комисијата. На крај се направил и компромис, Џабир вика под притисок на Али Ахмети. Да. Требаше генерално 5, па дури некои разговори беа и до 9. На крај се отиде на 7 у последните интервенции во законот. Тоа де факто е заради некаква етничка избалансираност, иако ја не знам како тоа ќе се прави. Тоа е чудна логика. Тоа испаѓа дека Али Ахмети знаел кои се 5-те, па затоа решил да притисне за уште 20. Затоа што во принцип, да објасниме за публиката, во принцип кога ќе се усвои законот, тогаш собранието распишува конкурс за луѓе да се пријават. Ние не можеме да знаеме сега колку на тој конкурс, може ќе се пријават само албанци. Може ќе се пријават само македонци, може ќе се пријават само турци, сега импровизирам, се разбира. Но тоа е направено миша заради тој етнички баланс, тоа беа политичките притисоци за да се добие некаква застапеност. Прво, ние од платформата на граѓански организации за борба против корупција баравме да има помал број на комесариот, така да ги наречеме, не само членови на комисија. Дури едно време зборевме тројца да бидат. Да, меѓутоа идејата беше од постоечките, како што е сега во законот 7, да има помалце за да може поефикасно да работи институцијата, во смисла да не може сега 7 луѓе да си распределуваат одговорноста за неработење. Што е помал бројот на луѓе, тоа
потешко може да посконцентрирана посконцентрирана е одговорноста. И долго време предлог текстот стоеше со 5 луѓе, се додека не излезе на јавна расправа во која што се кажа од страна на пратеници на ДУИ дека тие се за поголем број, токму заради правичната застапеност. При тоа мислам дека се испушти можноста да се задржи бројката од 5, во кој што нормално, значи во самиот предлог текст и кога беа 5, стоеше дека треба да се води на джендер, сметка на правична застапеност и така натаму и така натаму. Ова е некое зголемување на бројот кој што не сметам дека ќе донесе до резултат. Напротив, мислам дека потешко ќе биде, и тоа беше една од забелешките, и не само ние кои ја дадовме веднаш кога се направи таа промена и кога отиде работата од 5 на 7, туку и Европската комисија и изреагира на владата и баш кажа дека тој број обезбедува два проблеми. Еден е ова расширување и споделување на одговорност, меѓутоа истовремено Македонија е мала земја и ако трошиме многу луѓе на брз ќе се истрошат квалитетните, мислите? Квалитетните луѓе. Добро, тој аргумент е да речеме малку тенок, бидејќи сега 2 плюс минус белки ќе се најдат. Џабир, ти немаш дилема дека е тоа политички притисок, нали? Тоа е политички притисок, се разбира извори од Министерството за правда брифираа за тоа, така што се гледа дека тука има политички притисок, се гледа дека бројката 5 секако дека може да обезбеди и родова еднаквост, и етничка еднаквост, и разноликост и така натаму. Притисокот да се има двајца, тоа значи дека или тој што притиска знае кои се 5-те, што би требало да е невозможно, нели ќе има конкурси сето тоа, или тој знае кои се двајцата што ќе ги наметне. Така што или двете. Добро, сега да бидеме вака фер, ако таа комисија проработи, може да ќе има работа и за 7 души. Може толку многу работа ќе има што Јас би го зголемил бројот на луѓе вработени во секретаријатот заради тоа што имаат навистина многу нови ингеренции, одговорности, должности. И мислам дека со овој закон кој во глобала гледам е навистина исчекор. Многу сериозен исчекор со тоа што треба да се примени. А за да се примени треба тие луѓе да бидат достоинствено третирани и исто така да им се дадат одврзани раце. Тоа што го спомнавте за буџетот. Буџетот треба да биде одреден според одреден процент, односно промил од буџетот. Така тоа е решение и во други така земји. И штити, да. И така не штити јавниот радиодифузен сервис и заштита. На предлог текстот, меѓутоа тоа беше отфрлено од финансии. Истовремено тоа што се заборава со скокот од 5 на 7 е дека тие дополнителни двајца со такви високи плати ќе чинат и го оптеретуваат буџетот од институцијата. А за тие пари можат не само вработувања, туку има и други кажам потреби кои што може да се па специјалното јавно обвинителство покрај своите вработени, јас знам дека ангажира консултанти, експерти, значи еден многу поширок пул на експертизи кои што не мора да ги имат неопходно вработените таму. Ана, сега сепак кој е начинот на кој што ќе се бираат комисионериве, да кажам? Така, од кога ќе се донесе законот, ќе се распише конкурс, оглас. Си има кои се критериумите за избор како на председател, така и на членови. Тоа се разликува од минатиот закон. Председателот треба да има 10 години работно искуство. Значи посебно ќе биде пријавување директно за председател. Директно нема за да се бираат меѓу себе, туку ќе се кандидира за председател. Да, ќе се кандидира, и тоа ќе го бира собранието. А 8 години треба да има искуство во спречување корупција, владење на право. Тоа е сега проблем како ќе се дефинира, знам дека се водеа за тоа. Кој се може да се пријави и кој не може. Не може да се пријават бивши членови на државна антикорупцијска комисија. Тоа важи и за председателот кој што ќе биде на антикорупцијска, важи и за другите членови, значи не треба да биде 10 години да бил во последните 10 години член ниту на политичка партија, ниту да бил финансиер, односно финансиер на политичка партија, донатор. Меѓутоа тоа е предмет на амандман
денеска во комисијата за европски прашања и не знаеме која е состојбата на таа провизија, односно на забраната за, тоест неможноста луѓе кои што имале претходно политичко партиско искуство. Зошто им пречи тоа на ВМРО? Имаат некој образложение? Не знаеме. Не знаеме дали знаеме само дека тој став е предмет на амандман. А што конкретно се променило, за жал Комисијата за европски прашања не само кажува кој амандман е даден, на кој член, на кој став, а не ја кажува содржината, што е малце чудно, нели? Потоа, по завршувањето на конкурсот, сите пријавени одат се формира комисија за селекција. Така е. Во таа комисија ќе членуваат двајца членови од владеачката гарнитура, од партија, од власта, двајца од опозицијата, ќе има член кој што е наш представник, односно на невладините организации кои што се занимаваат на полето на владење, право и антикорупција при Советот на влада за соработка со невладин сектор, исто тој и член од Советот на влада за соработка со невладин сектор од делот за медиуми. Значи ќе има така и еден член народен од правобранител. Ману, мислам дека има. Беше предлогот народен правобранител. Не, потоа е од Ману, од кога таа селекција ќе заврши, потоа се отвара се селектира, да речеме, 10 души. Ете така, потоа се отвара повик, се повикуваат невладени организации да се пријават кои што ќе учествуваат и од МАНУ треба да делегираат представник, новинари се разбира, и тогаш ќе биде она наречено public hearing, што ќе се пренесува на собранискиот канал. На сите кандидирани. И потоа, кога ќе заврши фазата на јавно испитување, така, си има рангирање, повторно се враќа на комисијата за селекција. Комисијата за селекција го дава, после ја дава таа ранг листа на Комисија за избори и именување, која што ја пренесува до Миша ќе гарантира тој процес дека на крај нема партиите да се вмешат со своји некакви пазарени? Тоа е целта. Нема гаранции крајни, тоа што можеме ова се на крајот на криштата може некој сито да се направи пак да се бутнат. Ние овој предлог доаѓа, односно јавниот распит како идеја доаѓа од платформата, односно од граѓанскиот сектор. И идејата секогаш беше да се создадат услови за притисок во процесот на избор, така, од страна на, да речам, јавноста, за да не може многу да се сврти кон партиски избор. Кон директно пазарење со други. Сега тоа ние се надеваме и ние ќе сториме се за да направиме притисок да се изберат најдобрите. Нема само да чекаме на тоа, ние и како невладин сектор веќе сме во подготовка и на некаква ќе организираме и дебата надвор од собрание со тие што ќе бидат селектирани, односно пријавени. Имаше една дилема се појави, бидејќи јас учествував на некои од тие неколку расправи кои беа за јавност и така натаму. Дали оваа процедура на јавно претресување на кандидатите всушност нема да демотивира луѓе кои што, например, не сакаат да се изложат на таа непријатност, а може да бидат добри луѓе? Дали во таа смисла нема да биде опасноста дека некој ќе каже сега не можем да одам таму да ми спомнуваат не знам што? Луѓето кои што сакаат да се борат против корупција и луѓето кои што треба да застанат мора да бидат високо мотивирани. Не само што треба да бидат високо мотивирани, него тие треба да бидат спремни дека не ние што ќе им поставуваме неизгодни прашања, него кога ќе почнат добро да се работат работата, корумпирани политичари и моќници во општеството ќе се обидат нив сопки да им направат. Ако ние ги демотивираме со јавен распит, тогаш можеби не треба да бидат во точно е таа. На крајот на криштата треба да бидат спремни дека треба уствари да се борат против корупцијата, тоа не е баш пријатна работа. Од ова што го гледам во процедурата како влезе законот и така натаму, имаше неколку точки, ако вечерва само пред саат два чувме дека постигнате некаков договор помеѓу ВМРО и СДСМ, помеѓу опозицијата и власта главно, од 40 амандмани прифатени се 20 и така натаму, но ВМРО ги насочи критиките на неколку точки во законот. Едно од најсилните, да кажем, забелешки кои што ги става е овластувањата која ги дава закон за тоа да физички лица може да пријавуваат корупција.
Има ли некоја аргументација, слушна ли аргументацијата на ВМРО, зошто е ВМРО против тоа? Значи, освен институции, законот дава и валда и даваше, сега не знам дали тоа можда вечерва не е променето, но дава можност да приватни лица, значи граѓани да може да пријавуваат. Тоа се однесува само на финансирање на политичките партии. Пријавувањето, да. На пријавување. Тоа е во корпусот на пријавувањето на работата финансиска на политичките партии. Да, инаку не се против, јас ако сакам, ако знам за некој случај да, видите, тоа може граѓани и полицијата ти да пријави на потреба. Зошто беа против ова за политичките партии? Доста очигледно, заради тоа што прво образложението е дека тоа ќе оптовари работата и така натаму, но мотивот кој стои за тоа е многу очигледен. Ние знаеме дека таа партија е сега во една многу сериозна, деликатна ситуација и состојба. Мисли се плашат од компрометација тој тип. Едноставно огромен број луѓе кои биле вплетени во нивните коруптивни мрежи и постапки, сега може да дојдат и да го раскажат тоа и да пријават дополнителни коруптивни постапки во рамките на партијата. Добро, тие ако не се лажам, Миша велат дека постои опасност тоа и намерно да им се прави. Па да. Тоа исто така една ВМРО го поднесе пред нова година на претходната верзија која што беше повлечена, стои токму тоа дека постои сериозен ризик во процесот, например во кампања, да има масовно пријавување на злоупотреби. Меѓутоа, тоа што не знаеме како точно е сега решено, тоа што можно е да се заменети физички лица со други актери во општеството, како например невладини организации. Меѓутоа на некој начин да се институционализира колку толку тоа. Тоа е намерата. Меѓутоа мислам дека не е потребна таа интервенција на ВМРО и мислам дека тука сгрешија, пошто многу е чудно опозицијска партија да се противи на строг закон за антикорупција, вака ако зборуваме по теорија. Меѓутоа, ја мислам дека можеме да се фокусираме на неколку, на едно, например, многу интересна промена, која што е прифатена од страна на Комисијата за европски прашања, а тоа е дефиницијата на блиски лица. Да, се правеа, ако не се лажам, се правеа дефиниции практично различни од тие што веќе постојат. Што ќе се смета за блиско лице? Да, идејата беше блиски лица, бидејќи типично блиските лица во други закони се лица кои што се, да речам, однапред некако дефинирани. Например, не знам, луѓе по малку подалечни, да речам, прва, втора линија роднини и така натаму. Така, постојат тие дефиниции, мислам. Да. Сега ние кога зборувавме за кога го дефиниравме тоа во законот, во претходни верзии на текстот, ја позајмивме дефиницијата од законот, ако не се лажам, за спречување на перење пари, каде што имам една многу важна додавка. А тоа е дека блиски лица се тие, да кажам, роднини, и сите други со кои што службеното лице може да има приватен интерес. Так. И тоа ви дава една широка рамка да вие ја опфатите типови на коруптивно однесување за кои што знаеме дека се случувале во Македонија. И тоа беше на почетокот што го кажав, дефинирање на законските норми онака како што и прилегаат на ситуацијата во од некакво искуство, од некаква практика. И сега вие практично кумови сте ги исклучиле од блиски лица, ортаци во бизниси сте ги исклучиле од блиски лица, а тоа видовме, да речем, во скорешното минато. Се смеам, бидејќи во Бугарија имаше една квалификација, вика кумско-баџаначка корупција. И тоа беше сватовска. Тоа е баџанаци кумови се... Роднините по сватовска до втор степен. Да, ама кумови не се рачунаат тука. А меѓутоа, таквите општи, видите, корупцијата вие не можете да ја предвидите со законот како ќе изгледа, особено не како ќе се развива во наредните 10 години. А законско решение сакате да ви биде стабилно. И затоа законските решенија во оваа област е поубаво да бидат општи
принципиелни отколку тие ние што ќе сакаат да крадат ќе го проучат добро законот, сигурен сум дека ќе ги И дадат. ќе најдат, да, и ќе најдат начин. Интересни се уште неколку забелешки на ВМРО ДПМН. Тоа сакам да прашам, зашто да речеме им сега се потсетив од вчерашната колумна за Цивил медија. Впрочем, има еден амандман според кој не треба да биде во состојба ДКСК да ги следи сметките на функционерите. Тоа би беше следното прашање. Уопште имаат големо противење за тоа да ДКСК, Државната комисија, има увид во сметките. Па потоа се влезе во една дебата што е всушност увид во банкарски сметки. Дали е тоа увид во банкарските сметки или увид во системот на УЈП? Не знам докаде тоа се расчисти, не знам сега. Увидот во сметките и во имотната состојба е предвидено да биде практично, така да се изразам, во живо. Односно ќе се следи промената на имотната состојба и на банкарските сметки на функционерите од страна на секретаријатот, односно ДКСК, и тоа според ДПМН може доволно е да што го прави УЈП. Меѓутоа УЈП го прави на еден свој начин, нели? Добро, и за даночни потреби го прават. Тие не воспоставуваат евентуално криминални врски. ДКСК ќе има ингеренции да води истрага, односно да ги следи во живо тие промени и потоа да покренува постапки, да повикува функционери на сослушување и така натаму. Тоа важи да речеме за катастар, тоа важи. Добро, ако има 30 на институции кои се тие, каде што реално треба да влезете и да проверите имотни состојби. Јас колку што знам, ВМРО велеа дека тоа се коси со закон за банки, со закон за завод за ревизија, овластувањето и така натаму. Тоа им беа принципиелните забелешки зашто се бунеа, ако не се лажам. Но од друга страна, ако тоа веќе е регулирано кај други институции, зашто да го нема тоа право и ДКСК? Конечно, на крајот на криштата истражувањата, испитувањата што ги прави ДКСК подлежат и на известна тајновитост. Така. Та ако ДКСК мора да се обрати на 5 институции да дава податоци за Сашо Ордановски, поголема веројатност е дека од тие 5 институции ќе iscури нешто до Сашо Ордановски пред да заправо се дојде до некакви сознанија. Веројатно и таа логика ја има. Меѓутоа не знаеме точно како е интервенирано, сега јас барем не знам. Па тоа се случува во последните неколку часа, не успеавме да. Они кажа дека се договориле веќе. Според извештајот на Комисијата за европски прашања, интервенирано е таму каде што е дефинирањето на односот помеѓу ДКСК со банките. Меѓутоа, самата важечка, не е важечка, него предлог норма, која што не е сменета. Само се извинувам да упадна медицинска телевизија во живо. Почитувани гледачи, добива информација дека во Атина е изгласана довербата на владата на премиерот Ципрас. Браво. И дека сега понатаму веројатно ќе се продолжи со поставување на мислам дека Ципрас добил 151 глас, точно толку колку што му требаше, а сега ќе се прејде во процедура на потврдување на Преспанскиот договор. Се извинувам, Миша, што те прекинав, меѓутоа ова е сепак програма во живо. Важно е гледачите да имаат таа. Меѓутоа без амандманот, бидејќи не знаеме сега каков е тој амандман, тоа што е во самиот предлог текст не е директен пристап на ДКСК до банкарските сметки. Туку слично како што УЈП правеше до оваа година, вие барате од банката информации и банката треба да ви ги даде. Тоа што е променато од важечкиот закон... Па добро, и нема друг начин, не може ДКСК да влезе да како инаку би, мора банката да ги даде. Претпоставам дека тоа е логика. Банката треба да даде извештај, значи банката не може да дае пристап во живо до банкарските сметки на ДКСК. И истовремено и пристапот на ДКСК до датабази во живо на УЈП е до податоци на УЈП. Значи не до податоците во банките. Так. Значи тоа е разликата. И од тука мене навистина не ме јасна интервенцијата во овој член, зошто се менува, зошто се ослабува, затоа што идејата на спомнувањето на банкарска тајна е историјат на отпор на банките да соработуваат со институциите, односно со ДКСК во минатото. И сега се целеше со измената на законот да им се оневозможи на банките да одбиваат соработка. Добро, колеги, да ве прашам генерално, како ви се чини, овој закон
еве, дури и со сите овие забелешки што ги правиме така натаму, дали е добра основа за она што ја чека Џабир, за она што ја чека државава во некаква порешителна и посмислена, посуштинска борба со корупција? Самиот закон, да, во добра кондиција ќе ја стави институцијата со тоа што треба да овозможи што е можно повеќе услови за нејзина примена. И се разбира да не се попушти на одредени барања од опозицијата кои се навистина најблаго кажано чудни. Например, освен тоа се бара и укинување на оној став во законот, мислам, ќе беше, не знам, од членот кој ја регулира контролата на финансирањето на политичките партии и изборните кампањи. Значи, според законот би требало да се води сметка, односно да се врши контрола врз финансирањето на политичките партии. Па тој и досега беше така. По-сериозна и на тој начин што ќе се следи финансирањето, со тоа што опозицијата приговара на оваа мерка со образложение дека тоа веќе го прави ДЗР, односно Државниот завод за ревизија. Да, ма постфестум. Знаеме дека ДЗР постфестум со задоцнување од година дена. Впрочем, 3,5 милиони евра уште стојат во воздух. Да, некои долгови се неплатени од кој знае кој избори. 2011. Така што тоа се... Ќе биде во секој случај ќе биде тест, нов закон, начинот на кој што ќе се избира членовите е нешто ново во Македонија. Не е само за избор на антикорупцијска комисија, можеби тој модел ќе го превземат и други регулаторни тела. Има еден повисок степен на ветинг, сепак јавноста ќе биде... Да, не е баш ветинг, меѓутоа, да, сепак да, јавноста да ќе бидат поотворени за јавност, си стои во самиот закон. До сега знаете дека мислам дека беше дека седниците се јавни, сега истото тоа го стои, ама доколку имате отворена институција како што предлага и овој закон, мислам дека и невладиниот сектор повеќе ќе се вклучи, има тука и членови кои што се однесуваат на самиот невладин сектор, дека е потребна соработка меѓу ДКСК и невладиниот сектор да си помагаат меѓу себе. Мислам, добар е законот. Ингеренциите се зголемуваат на како на вработените, така и на членовите. Па Миша, да има кај нас и претходниот закон не беше лош. Па не беше така. Натаму ми иреше мене коментарот. Значи, тоа што го носи овој закон е поголема шанса надвор од партиите да има некој влијание во креирање на дебата за избор на подобри луѓе. Вториот придонес добар е што конечно се обезбеди да секретаријатот може малку и независно да работи, дури во отсуство на комесари. И тоа е, да речеме, една значајна новина, која што, да кажам, беше и дури во последен момент направено. Тоа што е слабост на законот е финансиската, недостатокот на финансиска независност, меѓутоа истовремено и неколку работи поврзани со пријавување на анкетни листови. Значи, тоа е стара болка. Да. Практично луѓе од службени лица со посебни овластувања, значи полицајци, цариници, тој тип на луѓе, инспектори, кои што се секогаш под висок ризик на корупција, сега немаат обврска по автоматизам да пријавуваат анкетни листови во своите институции, а со претходниот закон тоа задолжение постоеше. Тоа е сериозен проблем. Се проценило дека тоа пребирократизирано, дека идејата генерално беше да се намали обемот на луѓе што пријавуваат анкетни листови, меѓутоа истовремено не се намали до таа мера. Да клучни, да кажам, професии во јавната администрација или генерално во јавната служба, еве така да ги кажеме, не пријавуваат анкетни листови. И, например, дури царина имаше и реакција против таква, дека они самите си рекоа, нашите вработени што се со посебни овластувања мора да пријавуваат. И навистина тоа е штета. И истовремено тоа што е штета е повторно продолжување на една логика на губење на јавноста на анкетните листови. Значи, анкетните листови во претходниот предлог
на законот. Требаше да бидат јавно достапни. Јавно достапни и 2 години откако ќе им заврши мандатот. Зошто е сега тоа сменато? Сега е тоа избришано од нејасни причини. Мада стои тука, јас како што прочитав, дека 10 години со застарување Да, тоа е во регистарот стојат, меѓутоа Што тоа значи? Пак можеме да имаме некој председател на антикорупцијска кој ќе каже не ви ја кажувам имотната состојба. Теоретски да. И зошто е тоа избегнато? Па тоа барем ако ништо друго морало да биде предмет на некаква постапка. Може би не е тоа во ред да сега биде достапно баш на секого кој што... Не, идејата беше 2 години по завршување. По истекот на мандатот. Да, разбира. Да биде достапно за сите. Да се види промената во состојбата. Да се следи промената. Да, после 2 се влегува во архива и е достапно за службена работа и за научно-истражувачки цели. Так. Според закон или за чување на архивска граѓа и така. Со 10 години се брише, да. Пак, извини само, Џабир, идејата е, ако се избере добар состав, а да речем овие измени овозможуваат поголеми шанси да се избере добар состав, имаме шанси за активна антикорупцијска и доволно е да се почне да се отплетува клопчето и тоа може да создаде на вистина позитивен и бран во целата ситуација, да. Џабир? Се согласувам со тоа дека е проблематично, веќе беше во претходната верзија, да не заборавиме да кажеме дека овој закон се носи на само 2 месеци од почетокот на кампањата за председателски избори. Прашање е колку тој закон ќе успее да легне, да се започне со работа и прашање е колку таа ДКСК, односно Комисија за спречување на корупцијата, ќе успее да излезе во пресрет на предизвиците за еден изборен процес. Видовме отсуството на силни институции за време на референдумскиот процес, како изгледаше тоа. Сега постои таков ризик и во пресрет на председателските избори. Јас ја повикувам режијата доколку нашата Кристина Атовска, која се наоѓа во Атина, доколку можеме да ја вклучиме во програмата, би било добро, ако не, секако ќе биде вклучена во некој од наредните сегменти на програмата, но режија информирајте ме доколку Крис Атовска ја имаме негде на линија, за да ни раскаже малку во повеќе детали за тоа како е изгласана довербата на владата во Атина. Добро, колеги, од ова се што и вечера го разговараме и што е една импресија воопшто и така натаму, на крај сепак ќе се сведе се на луѓето. На крај мислам дека е подигнато воопшто нивото и некаква јавна не само перцепција, туку и притисок врз тоа како и што треба да работи таа комисија. Поминавме низ разноразни кадровски состави, ние видовме дека кога се луѓето во окей, кога се луѓето со интегритет може да се работи добро, па потоа и тие што беа со интегритет покажа некои слабости. А видовме и како може да се дојде до комплетна катастрофа, како што беа некои од баш овие скорешниве состави антикорупцијски, кога на вистина ништо. Ние до сега немаме, ако не се лажам, поправете ме ако грешам, ниту еден случај на пријавен висок функционер за корупција во изминатите 15-20 години. Од страна на комисијата. Нема, за разлика... Имаше нешто градоначалници, ако добро памтам, и тоа во некои изминати години, меѓутоа ова што се, да кажем, поударни функционери, директори, министри од овие големи фондови така... Не, имаше на почетокот. Има, меѓутоа многу беше секогаш... Ајде потсетете ме кога имаше, јас не можам да се сетам. Меѓутоа секогаш провлекуваше и онаа несоработка со јавниот обвинител. Несоработката на антикорупцијската комисија со јавниот обвинител, значи... Или обрат. Добро, имаше... Дали законот предвидува тоа сега да се надмине? Да таа некаква компетитивност помеѓу тие две институции? Мора да реагира по иницијатива. Бидејќи во стариот закон имаше дека се подразбира. Мислев да не е нешто зацврстено сега во новиот закон. Добро. Колеги, јас ви благодарам за оваа детална разработка на антикорупцијскиот закон, што е право, до душе треба да видиме што точно е поминато во собранието, бидејќи додека ние разговараме, тие работат. Но мислам дека ќе се согласите дека е направен ишчек во позитивна насока и да се надеваме дека тоа сепак ќе даде една друга позиција на следниот состав на антикорупцијската. За крај, кога се очекува отприлike бирање на нов состав?
А тој и нас не интересира. Бидејќи целата напнатост е да биде пред председателските избори кои што треба да се случат. Не, ќе биде. Штом се донесе законот, излегува во службен весник и се објавува огласот Така и веројатно веднаш да, ќе се... и кратки се роковите за избор. Но нема да има време доволно за да се примени во целост и таа комисија вистински добро да ја заврши својата работа. Добивам пораки од некои од нашите гледачи, некои од нив и познати така натаму, велат сугерираме на некои од вашите гости да се пријават за членови на антикорупцијска данка, некој од вас има такви амбиции? Не. Ја не се квалификувам. Заради што? Заради години старост, заради искуство. Искуство, да. Добро, имаш за член, не мора Ова председател. емисија се сметали во искуство, белки, ова емисија ќе може се наведе во референците. Миша, Ана, Џабир, ви благодарам за вечерашната емисија. За поканата. Со задоволство, почитувани гледачи, останете со програмите на ЕДН ТВ. После нас ќе следуваат редовните вести, потоа ќе следува, заправо претходно ќе следува дебатата на колегата Борин Јовановски. Ова е ЕДН ТВ, денеска денот е среда. Имајте убава вечер и догледате уште неколку наредни часа со содржините кои што ги подготвија колегите. Печата на неделата, јас сум Сашо Ордановски, благодарам, се гледаме и следната среда.